Драги мои, добар ден од мене, што значи стартуваме со црвена линија. Постојано имаме интересни теми, ете такво ни е секојдневието, што значи постојано очекуваме да бидете вклучени во секое наредно издание на црвена линија, завртувајќи го добро познатиот број 023076677. А еве зашто ќе говориме денес. На секој протест Скопје е блокирано. Постојат редица примери во светот каде што најголемите градови не се и административни центри. Дали е дојдено време да избереме ново седиште за државната администрација? Тоа е она што ве прашуваме денес. Веруваме дека имате став по оваа тема и секако ве охрабруваме и сакаме да бидете дел од ова издание. Меѓу другото, ќе подсетиме дека ќе имаме и прашање плюс за секој оној кој што ќе се вклучи во ова издание на црвена линија. Тоа е дали се согласувате вашиот град да биде нов главен град. Ова се однесува на сите оние кои што сметаат и не живеат во Скопје, дека нивниот град може да биде и да понуди да биде центар на се оно што се нарекува државни институции. 023076677. Само ќе подсетам дека денес имаме и анкетно прашање, а анкетното прашање меѓу другото ќе го соопштиме вака. Црвена линија, еве сега ќе можам и да ви покажам, црвена линија денес прашува дали треба да се направи сосема нов град за државните чиновници. Тоа е објавено на стори на Инстаграм. Ваша задача да одговарате со да, не и секако резултатите ќе ги објавиме таму некаде по рекламите. А она што мене ме радува е дека телефонската линија веќе зафатена, што значи имаме и гледач во ова издание на црвена линија. Па првото добар ден оди токму за него. Се надевам дека се слушаме. Црвена линија, добар ден. Добар ден. Ајде, добар ден. Секој добро. Добре ни дојдовте во црвена линија. Уште слабо се грешија, само да се слушаме добро. Се слушаме добро? Одлично ве слушаме. Па еве според вас дали треба да се направи нов сосема нов град? Или до десното уше ми е. Така сум у години 65. Вака што беше администрација? Што беше бирократија, што беше, овие луѓе кај да ги свестиве? Дали е дојдено време да избереме ново седиште за државна администрација? Не е ново седиште. Овие луѓе до сега ништо не работаја. Треба тоа да се укине. Сестро, Клатка, да се укинат тие работи. Нема потреба од такви работи. Видовме до сега што изработаја, што направија, кого штитеа, зошто штитеа. Тие столчиња треба да се фрлят у Редлабокото езеро. Мислим дека Охридско е Редлабоко. И више никој во оваа администрација, чиновници, вакви државни глупости, Црвена линија, еве вака ќе подсетиме, прво ќе ви се заблагодариме што се јавивте во црвена линија. Имаме правила, автоматски се вклучува кога нели ќе се пројави збор кој што има навредлива содржина. Кажете го вашето мислење, вашиот став, тоа секако, но без употреба на навредливи зборови, говор на омраза и секако говор кој што ќе алудира со непријателски тон. Како и да ќе ве подсетам, кога веќе спомнувам тон, задолжително во вклучувањето на црвена линија намалете го тонот на ТВ приемникот. Се повторуваме на оваа тема втора сезона, но така мора да биде, за да зборувате преку слушалка со нас и секако одлично да се слушнеме. Вклучуваме нов гледач. Добар ден. Да, добар ден. Добре, не дојдовте во црвена линија. Дали треба да се направи сосема нов град за државните чиновници? Нема потреба таа работа. Нема потреба таква работа, затоа што сите градови кај нас се убави и добро изградени и секаде каде што треба да се прави некои демонстрации или било што, не е тоа битно дека во Скопје сите демонстрации се одвиваат. Зошто? Ќе кажете, затоа што тука во Скопје се наоѓа собранието, тука е влада, тука се министерството, така да не можеме сега ние од корен да менуваме некои работи што со децени се наоѓале тука. Али треба една друга работа, каде што јас ви кажам дека работев 30 години во полиција, на време да се пријавуваат демонстрациите и штрајковите, за да може да се
направи ред за сите граѓани кои живеат во град Скопје, а не на оваков начин како вчера и денески. Немаше најавен нити штрајк, нити демонстрации. Тука треба да сноси кривична пријава оној кој го организира, затоа што ова не е див град, ова е град на цела Македонија, ова е еден од големите градови каде што луѓето треба да се движат и додат на работа, додат на школа и така натаму, потребите да се ги задоволуваат свој во текот на 12 час. Ви благодарам многу. Ви благодари Црвена линија за тоа што се вклучивте во неа и секако продолжете да не гледате. Ке потсетам дека сме активни со свој профил и на социјалните мрежи. Не заборавајте Facebook Црвена линија, тоа е нашиот матичен профил на оваа социјална мрежа, а секако нашите теми се објавуваат и на профилот на телевизија Телма. Задолжително заследете го и тој профил на Facebook, а она што секако ќе ве потсетам дека ја објавуваме темата и на Твитер. Оние кои што може би подобро се чувствуваат, може својот став да го кажат токму преку коментари, шернувања, лајкнување и така натаму. Сега веќе кога спомнав, во меѓувреме додека ве очекуваме на 023076677, Црвена линија денес ве прашува дали треба да се направи сосема нов град за државните чиновници и меѓу другото дали е дојдено време да избереме ново седиште за државната администрација. Ајде одиме со гледач да видиме што смета тој или таа. Добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Црвена линија. Добар ден, Тина. Секој е добро. Игор од Битола. Јас мислам оти нашите села во Македонија Продолжете. Треба да се изгради нов град, треба да има место, администрација, јас со средно, основно и средно, добро висока школа немам, ама татко ми имаше и администраторите мора да постојат. Тоа е економија заради економијата на Македонија. Добро, кој град го предлагате еве да биде седиште ако не Скопје? Да има друг град, тоа е убаво. Кој град го предлагате? Еве, според вас, кој град одлично би бил престолнина на државната администрација? Се исклучи нашиот гледач. Добро ве поздравувам. Обидете се повторно, секако нашата линија е отворена. Ако имаме нов гледач, веднаш преминуваме на него. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Одлично ве слушаме и сте на Црвена линија. Благодарам. Па вака. Прво тоа да се избере нов град е скапа играчка и ми се чини дека со тоа не би требало да се занимаваме, затоа што толку многу е вложено во сегашниот, да речам, главен град, изградени се инфраструктури, значи многу е вложено и треба да остане таму, значи седиштето на нашето раководење. А за тоа че треба нешто друго да се промени. Да се промени структурата на луѓето, да размислуваат попаметно, подобро, значи, а тоа е сите оние кои што прават долгови, значи треба на време да се ги плаќаат, затоа што ако сето тоа било плаќано на време, немаше да штрајкуваат господата од ГСП, односно ЈСП. Тие ќе ги примеа сите тие, значи, долгови на време и со тие средства ќе може да подадат личен доход и немаше да дојде тоа. Затоа во светот не случајно во развиените земји се бираат богати луѓе кои не се зависни од работата. Но ЈСП не се единствените кои што го... Него, значи, тие далеку посвесно, посовесно, за разлика од нив кај нас, нашите политичари прво мислат да го наполнат својот джеп, а тек после размислуваат дека треба да нешто да фрлат некоја трошка и за останатите. И сето дека така размислуваат нашите политичари, ми се чини дека ние нема да одиме напред. Нов град нема потреба, затоа што тоа е многу скапо, многу болно и не се слагам. Благодарам, поздрав. Поздрав и благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Но факт е дека е болно кога е Скопје блокирано. Некако е епицентар на сите случувања, не се само овие протести на ЈСП, туку постојано, нели, кога има било какво собирање, протести, тогаш навистина за жителите на Скопје е
голема агонија да стигнат сакаат да стигнат до својата сакана цел. Тоа значи дека има и други жители кои што од другите градови имаат обврски и работа да дојдат до Скопје. Тоа секако чини време и пари, но никогаш кога ќе налетаат на анормни гужви и блокирано Скопје, тогаш навистина е фрустрирачки да не можеш да се ја завршиш работата, а го имаш само тој ден да допатуваш во градот. Одиме со нов гледач. Добар ден. Ало? Секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден, јас сум, нели? Да, повелете. Благодарам. Вака сега. За овие штетници државни, за овие душмани на Македонија, каков нов град? Ново село треба, а не нов град. Не може во Скопје улагано од цела Македонија да се направи нешто, а сега овие нов град. Треба нова зграда една за сите пратеници што доаѓаат од страна, да не одат и да не прават трошкови на терет на народот по 1000 евра секој месец, него да направат една зграда во која што ќе бидат сместени парламентарците и повеќе да нема штета на државата. И така овие штета прават и колку треба и колку не треба, па сега и градишта нови да им правиме, и згради и ова и она. По една соба за секој пратеник тамо, нормално но колку треба да се направи и повеќе крај. И не мора да се стои 20 пратеника, може и со 80, може и со помалку. Ама еве, ова безредие кај нас им даден право на владетените да оштетат од Македонија да направат гола сачка, гола прачка да оштетат на секој можен план. Место да има прираст на население, нема прираст на население, нема работници, еве сега се лекуваат во Скопје, гледам пред влада, еден саат миневме пред влада да заминеме 2 километри. Значи, ништо не се води над кај нас, а само плачкање на државата и уништување на се што е македонско. Ајде, здрави и живи. Благодарам многу што се вклучивте. Она што е интересно, значи еве ќе потсетам. Темата денес е следна. На секој протест Скопје е блокирано. Скопје стана и епицентар на најважните административни институции, кои што неминовно се неопходни на граѓаните да се ги завршат дневните обврски. Нормално, без административни згради не може да функционираат граѓаните кои што имаат потреба, може би да пополнуваат документи, нешто да остварат во рамки на таа цел. Но со што се соочуваат? Еве, треба да одат, например, на лекар. И доаѓаат во Скопје, а не се од Скопје, се од некој друг град. Во моментот во Скопје се случува некаков протест. Тогаш целиот сообраќај и целиот град е буквално блокиран, а знаете како оди. Неминовно е да имате закажан термин. И за терминот секако нема да ве чекаат во клиниката. Така да голем дел од граѓани кои што се упатуваат еве кон главниот град и имаат обврска пред себе за здравјето да се прегледаат или пак можеби да остварат некакова медицинска интервенција, биваат заглавени во сообраќајот и да изгубат премногу време. Токму поради тоа што навистина Скопје е пребукирано. Е она што прашуваме дали по идејата и да речеме по примерот на некои други градови и држави низ светот, едноставно главниот град не секогаш е и центар на државната администрација. Ќе ве потсетам дека може да не следите и на социјалните мрежи, кога сме веќе кај профилот на телевизија Телма, заследете на таму на Facebook, имаме повеќе од 47 коментари. Јас како и да ќе прочитам само дел од нив со цел за да кажам какви идејни решенија имаат некои од нашите гледачи. Ќе почнеме со коментарот на Мијалчо Михајлов, кој што вели седиштето да биде кај хотел Белви, блиску до аеродромот и автопатиштата на сите страни. Владо Сукловски, например, вели како со примерот со Нигерија. И покрај тоа што Лагос е најголем град, тие изградија во централниот дел комплетно нов град Абиџа и тој е главен административен град. Продолжете да коментирате оние кои што можеби подобро се снаоѓате на овој терен, на тоа се социјалните мрежи, но секако ве охрабрувам, ако днес сте се јавиле досега во црвена линија, направете го тоа. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Повелете. Повелете.
Дали треба да се направи сосема нов град за државните чиновници? Како да ти кажам, како да се направи, Скопје е престолнина и ќе остане само да се променат ова владење, ова профитери тука што владеат и беззаконие, кои што се на власт, што обитува живот, а направија пустош. У сите сфери не функционира ништо. Ништо не функционира. Значи само сиромаштија задолжува и не презадолжува на Европа. А нема на народот пари, дури му уведеа, битува му живот плати, уведува му скапија. Ова е невидено нешто. Што владејата против, значи вие се профитери, лични, не македонци, антимакедонци се, само се представат македонци или комунисти, сорта грабелисти, профитери. Добро, дали сметате дека... термин исто го укина, да не зборам. Доста штрекуват луѓето за своите права и синдикатот се закануваат. Да се вратиме на темата, дали... Ова мора беззаконие да се униште, ова мора да се сруше, ова фашистичко владење на народот. Владење и врз синдикат. Синдикатот што е? Синдикатот е светски закон за граѓаните, да ги брани интересите на граѓаните и со плати и животни стандард. И закани врз него. Благодарам многу, ќе ве подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако да зборуваме на темата која што ни е денес поставена. Ќе подсетам денешните прашања од црвена линија до вас е кој е вашиот предлог за главен град на Македонија, кога станува збор да се преселеве можеби целата администрација таму и да стане административен град, каде што се разбира сите жители на оваа земја ќе можат да се ги завршат своите административни обврски, а со тоа Скопје можеби да се растерети и да не биде повеќе блокирано. Додека очекуваме нов гледач на 023076677, ќе прочитам уште еден коментар, бидејќи неминовно е да ги читаме и коментарите кои што ги има овој пат во огромен број. Вели вака Миле Стојчевски: треба, како што кажуваат, клинички центар да биде на излез од Скопје, на кај Тетово, така и државната администрација, сите министерства, комплет со се влада и председател да се префрлат на тие локации. Еве, може да видите, секако ќе ве посетам телевизија Телма, заследете го и тој профил и нормално додадете го својот коментар ако сакате и на Facebook. Но ајде да слушаме што коментира следниот гледач. За сите загрозени се животите, за сите, така оне, гледаш, они само се наградува, се задолжува, се збогатуват. Дали сметате дека на земјава и треба нов административен град? Од 2016 обиденување не ке со победничката ВМРО која е праве државата и граде државата и призната 104 држави под Република Македонија, реформи имаше, плати имаше, фирми има, инвестиции има, доверба има. Ова нема ништо, пустош, треба само генералот да сруше со насилие. Они дојдеа на власт со силие. Со шлемови паѓа полицајците, митинг прикажаа они бунт за заземење собрание, судови и сета на власт без избори. И деко тон прочи да ве прашаме, црвена линија, дали ме слушате? Преко контейнери, да го срушат народот на власт. Ова мафија, што поскоро се замине. Мицковски е домаќин човек, значи, интелигентен човек, проверен човек со криминал, ови се криминалци. Кој е чесен? Заедно има 205 милиона криминал, подкупи, моткои, смее да биде премиер? Не смее да дојде премиер тако, нечесен човек. Ali ете, со Жбугар, со Джем Бели и да бидат премиери. Благодарам вам за јавувањето и вклучувањето во црвена линија. Ке подсетам, денес зборуваме на следнава тема. Држете се до темата, навистина ни е битно да слушаме каков став имате во однос на ова.
Факт е дека на секој протест ке потсетам Скопје е на вистина блокирано. Тоа значи дека се блокираат и сите оние не само што живеат во Скопје да стигнат до својата посакувана цел, туку и сите оние жители од останатите места во земјава кои што имаат можеби закажан термин или сакаат да завршат некоја многу важна работа во главниот град и се соочуваат со блокада во сообраќајот и губење време онаму каде што можеби ќе завршеа многу повеќе работа. Меѓу другото прашуваме дали е дојдено време да избереме ново седиште за државната администрација, дали треба да се направи можеби сосема нов град на кој што ќе се дислоцираат државните чиновници. Ајде да видиме што ќе одговори следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, драго ми е за тоа, па еве кој е вашиот став во однос на денешнава тема? Видите, и да се избере нов град, проблемите кои што се во државата и понатака ќе бидат присутни, така да ево и Охрид да го ставиме, тогаш луѓето таму ќе се собираат и ќе протестираат. Значи не е решение во промена на градот, ниту пак местото. Мораме да погледнеме хронолошки, на нас за претходниве 30 години немаше вакви проблеми. Затоа платите беа редовни, платите беа високи, се исплаќаше хранарина, немаше ваква висока инфлација и така натака. Значи, овие што се на власт, треба да ги свртат тие книги да видат како било пред 30 години, а како е сега. Знаете дека за разлика од пред 30 години сега е 2 пати помала платата од тогаш. А овие се збираат во гради, имаме буџет развоен, имаме буџет не знам како, никако. Од ова што луѓе го трпат и од тие причини се собираат, протестираат, и поштата ќе протестира. Пак ГСП, па веројатно и некои други. Ова инфлација сега за сите важи. Према тоа народот треба да бара да се намали оваа влада, не 20 министерства, него 2. Тоа е тоа. Благодарам. Секако е важно, бидејќи се вклучивте во црвена линија, 90 секунди беа ваши и се разбира, продолжете да не гледате. Сега повторно ќе прочитам уште еден коментар, ќе подсетам, можете да продолжите да коментирате на профилот на телевизија Телма, каде што црвена линија ги објавува своите теми и секако на нашиот профил црвена линија на Facebook. Одиме со коментар на Ацо Камчев, кој што вели, го предлагам Идризово, таму има или ќе има многу видни членови на нивното општество. Меѓу другото, Ибро Муратагич вели неспособни политичари од 1991 година до денес ниту еден микрон не ја подобрија ситуацијата во Скопје и цела Македонија, а сите станаа милионери во евра. Ако имаме гледач на 0230766777, продолжуваме понатаму и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Сина Игор пак од Битола ќе покушам. Јас мислам треба да се изградат простори како местни заедници, така администрација, например, кој една фабрика. Да се изгради администрација, да има секаде администрација, да се изградат специјални канцелари, компјутери, да има советна Кој град економија, го предлагате? Еве вака, Игор ве молам, Игор, дали ме слушате? Игор, кој град предлагате дека можеби би бил најдобра опција да се префрли државната администрација и дали воопшто има потреба од тоа? Јас мислам град треба да се изгради, град не слушнати, не се слуша од телефонот мобилниот, град треба да се изгради, да кажеме крајот, ете банките што се во Македонија. Со поче шалтери поголеми и фабрики поголеми администрации, многу се мали. Со 20 вработени и двата на компјутер нема време ни да земиш парите. Значи во банките и во предпријатијата се многу мали објекти. Јас мислам дека треба да се изградат поголеми објекти за да успее економијата и администрацијата.
Ето, хвала, пријатно сине. Благодарам многу за јавувањето. Меѓу другото, ќе подсетам дека има навистина многу коментари на Facebook, па ќе издвоиме уште неколку да ви прочитаме. Ќе одиме со коментарот на Нехат Лужа, кој што вели: кај сакаш направи друг главен град? Пак за протести ќе се блокираат улици. Работата да не дојде до протести, а не да менуваме главен град. А за да нема протести, треба власта да работи за доброто на народот. Верувам дека имаме гледач, вклучуваме нов гледач. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме добро, вие сте во црвена линија. Па и ве, сметате ли, голем поздрав до битолчани, драго ни е дека не гледате. Па еве. Гледаме редовно. Интересно, вака ќе продискутираме малку да се слушни нашиот глас. Јас мислам дека не ни треба друг главен град во Македонија, туку самата структура на државата треба да се смени. Се не се гради огромен клинички центар во Скопје, например, туку помали во неколку градови, за да можат луѓето да транзитират помеѓу градовите. Ете, јас кој ќе имам потреба за да одам Скопје, пота 3 дена сум болна за снимање или за било шо. Исто така треба да се упрости и администрацијата. Односно, иако сум јас во администрација, ви кажувам дека од сегде да се може да се пристапи, да се извади пасош, да се извадат документи. Гледате на западот дека по пошта ги пуштаат пасошите. Едноставно нема потреба од огромна администрација која ништо не работи. Дали ме разбирате? Иако сум јас во администрација, али без администрација не може. Едноставно администраторите, ние администраторите вршиме многу битна работа за македонскиот народ. Така, мислам дека не треба да се централизира во Скопје се, да види едноставно да се подели ни целата Македонија, се што смета, и ми падна смешно, морам да речам, сте сега ви дожежи. Затоа и потрести во Скопје ви дожежи, мислам, сериозно за тоа, но сепак да се распредели. Благодарам многу, ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање на оној гледач кој што ќе се вклучи во црвена линија, автоматски прекинува тајмерот, а со тоа и вашето вклучување. Така да, ете, го објавуваме на екран, па вие можете секако да мерите колку и како ќе кажете, но најважно да биде во рамките на тие 90 секунди. Бидејќи имаме гледачи од Битола кои што ни се јавуваат и редовно и нови, и секако ќе ги поздравиме битолчани, еве еден интересен коментар во однос на прашањето на денешната тема. Кој е вашиот предлог за главен град на Македонија и деве да се префрли државната администрација? Ќе го прочитам и коментарот на Васка Маневска на Facebook, која вели Битола за главен град, да се растерети Скопје. А Сузана Кировска вели, откако беа под Кирија, па им изградија нивни згради. Зошто да не? Ете, може да видите како изгледа. Ова е коментарот каде што Битола се јавува како предлог. Има многу предлози на Facebook која локација или пак град би бил одлично седиште на државната администрација. Ајде сега во продолжение одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Црвена линија. Добар ден, вие сте во црвена линија. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Ало? Јас ве слушам. Добар ден. Јас мислам дека дали главен град Скопје друг град? Да, намален е. Јас мислам дека друг главен град освен Скопје алтернатива е само пренасочување на вниманието. Мислам дека излезот во Македонија во моментот е госпоѓа Даниела Арсовска да се добро стегне и да направи нов политички субјект во кој што би ангажирала луѓе кои што не се испробени во политиката и дефинитивно да се расчисти со ова стара. А сметате дека Скопје не е постојано жртва на блокади, ете, најдуваме на блокиран сообраќај, не само во овој случај, туку во многу наназад?
Ете, не е намален тонот на ТВ приемникот, намалете го, зборувајте со мене преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Се исклучи гледачот како да е, еве ве охрабрувам, телефонскиот број е отворен 023076677, обидете се повторно и верувам ќе имаме успешна комуникација. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека со вас одлично се слушаме. Вие сте во црвена линија. Па видите, јас сум малку постар, имам малку подолго помнање за вие што се јавуваат. Уште во социјализмот пред да се растори таа држава, се планираше таков град да се гради нов и беше одредена локација помеѓу Велес и Штип, кај Дрфулија до пред Лозово, општината што е сега Лозово. Така. Ама тоа не се реализира, така да сега ја не знам дали оваа влада и организација способна тоа да го направи. Инаку имаме ние проблем со кога се протести, кога доваѓаат одредени делегации, не можеме нормално да се движиме по Скопје. И ја предлагам некаде вон Скопје да им направат институции да не им сметат на граѓаните во секојдневниот живот. Бидејќи ние страдаме кога тие има некои делегации или нешто, вака штрајкови демонстрации, вака нека демонстрираат таму после Ново Лисиче према Драчево, па нема никого да му сметаат. А исто така и службениците нема да идат по пазари со торби да се враќаат дома. Државните службеници подобро ќе се работата, нема да се шетаат по град. Тоа е вака мој предлог. Па не знам сега како вие размислувате. Ете, дадовте одговор, секако. Инаку имаше план, ја кажав и локацијата каде требаше да се гради административен центар во социјализмот пред да пропадне таа држава. Благодарам многу вам за вклучувањето во црвена линија. Цениме тоа што одлучивте да бидете дел од ова издание и продолжете да не гледате. Се надевам нема да биде последен пат да се јавите во црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па еве, според вас, дали треба да се направи сосема нов град каде што ќе се дислоцира државната администрација? И да се направи нов град, ако имаме неспособна, нелојална антимакедонска партија на власт или партии такви на власт, тогаш џабе ќе биде. Па народот ќе биде незадоволен, таквите неспособни власти или партии или функционери ќе водат Македонија во колапс, во банкрот, во стечај и пачи на протести, а може да ја уништат скроз. Таа наша држава џабе би вложувале во некој нов град. Туку многу подобро е, поважно е, од најмали години. Секој жител на Македонија се учи да ја сака Македонија, да ја брани Македонија, да биде лојален каде да работи, кој да биде лојален, да сака Македонија да биде честен, достоен човек. Затоа ни треба духовна и национална преродба. Ако ќе имаме на власт предавници и терористи заедно како СДС и ДУИ, тогаш оннив белтен нема да видиме. И оннив и заради нив имате во Скопје блокади. И проблем е што сме поделени. Денеска едни прават протест, утре прават други протест, туку треба сите на нога една македонска народна револуција и ова антимакедонска власт да се сруши. Да се постават луѓе кои ја сакаат Македонија. Груевски ја сакаше Македонија, градеше фабрики, автопати, зголемуваше пенсии, плати, дури Србија го викна да биде советник, дека беше способен човек. А со СДС, со заем, тие 30 години се уништу. Благодарам многу за јавувањето. Јас ќе потсетам секогаш да зборуваме на темата за која што говориме. Верувам дека имате, како и сите наши следбеници на Facebook, еве конкретни идејни решенија. Така да, еве, ќе прочитам само уште еден коментар. Се разбира, продолжете да коментирате на Facebook, телевизија Телма и секако Facebook црвена линија. Како вели Милчо Аджи Гого, вели, само еден може да биде главен град на Македонија, тоа е Богданци. А што се однесува до коментарот на Алек Атевик, вели, најубаво е да побегнат во село Магарево, без жители гледа на исток во Отоманската империја. Борча Поповски вели, во индустријска зона се да ги стават. И имаме идејни решенија како Витолиште Мариова. Ајде да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам, се надевам и вие мене. Поздрав. Намалете го телевизорот, намалете го тонот на ТВ приемникот.
Стишајте го телевизорот. Ало? Стишете го телевизорот, намалете го ТВ приемникот, звукот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка. Одиме, драги мои, со реклами, а по рекламите се знае одиме со резултати. Драги мои, време е да ги соопштиме и резултатите на денешната анкета, објавена на Instagram Story. Заследете на таму ако не сте го направиле тоа. А што се однесува до резултатите, на прашањето дали треба да се направи сосема нов град за државните чиновници, со да одговорија 80%, додека со не одговорија 20%. И, драги мои, еве, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре ќе ве пречекаме со нова тема, во која верувам ќе бидете засегнати и вие и ќе сакате да се вклучите во нашата дискусија. Ве препуштам на програмата на Тилма, а ние повторно се гледаме во нашиот стандарден термин. Убаво попладне, довидување.